Добро вечер. Добродојдовте во најновото издание на информативно-политичката емисија Отворено со вечерва. Мој ваш гостин е господинот Илија Димовски, пратеник во Собранието на Република Македонија од изборната единица број 3. Добродојдовте. Добро најдов. Благодарам за поканата. Би ви исправил, ако дозволите, пратеник од Велес. Така се чувствувам повеќе. Добро. Причина за вашето гостување во оваа наша емисија е отворањето на канцелариите во кои што вие и претеникот Ѓорѓи Коџабашиев ќе можете да се среќавате со граѓаните, да ги примате во граѓаните. Останува ли петок приемен ден? Да, ние и досега имавме редовна пракса на средби со граѓани и во петоците кога бевме во можност да бидеме во Велес, кога немавме седници во Собранието или седници на комисиите на Собранието, но отворањето на канцелариите ќе значи голем исчекор за функционирање на пратениците во нашиот град, заради тоа што овој пат приемите ќе бидат надвор од партиските простории. До сега таа работа ја вршевме во партиските простории на ВМРО-ДПМН, овој пат институционално, онака како што доликува, општината ни овозможи простор, тоа се поранешните канцеларии на познато кажаното СИЗот за станување, како што го кажувавме сите. Во тие простории ќе функционираат единствено двете канцеларии на пратениците, односно мојата и на господинот Коџабашиев. Целта на овие канцеларии е да бидеме поблиску до сите граѓани. Не секој граѓанин на Велес се чувствуваше комотно да дојде во партиски простори. Тоа било едноставно и практично решение за оние кои што се членови на ВМРО-ДПМН или поддржувачи на ВМРО-ДПМН, но во градот Велес има луѓе кои што се членови на други политички партии или воопшто не се членови на ниту една политичка партија, на овој начин ќе имаат можност, без да чувствуваат никаква потешкотија или било каква барикада кон остварување на својот интерес, прашања, иницијативи, да пристапат во канцелариите на пратениците. Тие се непартиски, тие се поставени врз база на Законот за собрание, Законот за локална самоуправа. Кажавме каде ќе бидат, тие ќе работат секој работен ден. Како ќе може да се стигнува? Дали претходно ќе треба граѓаните да го најават своето присуство? Да. Значи, таму ќе има луѓе кои што се ангажирани, има едно лице кое што е ангажирано од страна на Собранието на Република Македонија како асистент во канцеларијата за контакт со пратениците, но ќе има и неколку помлади волонтери кои што ќе овозможат канцеларијата да работи секој ден, без разлика дали пратениците се во Велес или се на седница во собрание. Секој ќе може да дојде да го прикаже својот проблем и да побара прием кај пратениците. Ние ќе се трудиме во согласност со нашите ангажмани секој петок да бидеме присутни во текот на целиот ден во тие канцеларии, но веројатно ќе има и средби кои што ќе ги закажуваме поодделно. Дополнително би сакал да потенцирам дека таа канцеларија нема да ја користиме само за одговор на иницијативите на граѓаните, туку и пратениците сами, врз база на своја проценка, своји видувања, ќе имаат можност каде да закажуваат средби со здруженија на граѓани, со синдикати, со представници на коморите, со разни групи во градот, од кои што може што да се чуе, да се разговара околу одредена имплементација на закони, да се разговара околу одредени проблеми, така да мислам дека ќе значи дополнителен квалитет во работата на пратениците. Како пратеник во Собранието на Република Македонија и како велишанец, директно сте инволвирани во развојот на градот. Последните неколку години евидентно е дека Велес се развива во позитивна смисла на зборот. Само да напоменеме дека индустријската зона Каласлари веќе почнува да се полни. Значи, во овие неколку години така се подесија работите, односно граѓаните дадоа поддршка на политичари кои што успеваат да најдат разбирање меѓу себе. Дали станува збор за пратениците во Собранието, советниците во Советот, градоначалникот на општина Велес, ние имаме многу честа и редовна координација околу активностите кои што треба да се превземат во интерес на градот, така да многу од оние проекти кои што ги гледаат граѓаните, а се случуваат во нашиот град во последно време, се плод токму на таква координираност. Од една страна, општината, градоначалникот, вработените во администрацијата, Советот, имаат една многу подинамична улога и работа во овој период, проектирање, планирање,
на состојбите кои што треба да значат развој на градот е нешто што сега брзо се работи во општина Велес. Од друга страна, јас ги користам моите позиции во политичка смисла, во поставеноста како функционира и собранието и генерално политичката сцена во Македонија, заедно со колегата Коџобашиев, да овозможиме што е можно поголема поддршка од страна на државата за проектите кои што треба да се реализираат во Велес. Така, во овој период имаме неколку работи со кои што можеме да се пофалиме. Општина Велес доби многу недвижен имот од страна на државата. Неповратно во собственост на општината без никаква финансиска надокнада. Тоа е старата зграда на театарот. Тоа е офицерскиот дом, тоа е синдикалната зграда во една судска постапка. Тоа е градскиот стадион, и доста, како и овие простории за кои што зборуваме, каде што ќе видат канцелариите на пратениците, исто така многу недвижен имот кој што ќе значи подобрување на можноста да работи општина Велес. Тоа е едниот сегмент. Другиот сегмент е околу на лобирање, што значи ставање на Велес на мапата на градови кои што треба економски да се развиваат. Ние ги знаеме сите параметри, нема потреба да ги потврдуваме, и граѓаните, нашите сограѓани ги живеат секој ден и ги живееја. Велес беше еден од најразвиените индустријски градови, еден од градовите кои што до пред 15-20 години живееше можеби на повисоко скалило од просекот во Република Македонија. За жал, во периодот на транзицијата и приватизацијата тоа ни се врати како бумеранг. Без да навлегувам кој бил виновен, дали за тоа биле политичарите, тогашните пратеници, тогашните градоначалници, судот во Велес, менаџерите кои што ги воделе фирмите, ние затекнавме на состојба која што значеше комплетно руинирано штопанство во градот. Наша улога во овој период е да даваме поддршка на оние фирми кои што работат во градот, но и да се потрудиме да донесеме нови фирми, нови фабрики кои што ќе отворат свој погони во Велес. Индустријската зона во Каласлари беше еден сон, ако се сеќавате, уште на крајот на социјализмот имаше една иницијатива за шведско село, но од тогаш поминаа 20 години, ништо не беше направено. Со еден брз и динамичен ангажман од страна на општина Велес, ние успеавме во индустријската зона да изградиме инфраструктура, која што ќе значи можност да се гради фабрика. Значи без таа инфраструктура никој нема да изгради фабрика, ако нема приклучок за струја, за вода, ако нема асфалтен приод, канализација, трафостаници, а сето тоа чини пари. Она што дополнително треба да се истакне е дека таа една комуникација и координација овозможи од владата да добиеме поддршка и гаранција дека дел од трошоците кои што ги направила општина Велес за изградба на оваа индустријска зона ќе бидат покриени од страна на централниот буџет на Република Македонија. Па тие средства ќе ги искористиме за други инфраструктурни проекти. Фабриката Маркарт, која што е веројатно фабрика која што ќе има најсофистицирано производство во Република Македонија заедно со она на Джонсон Мети, многу наскоро ќе започне со целосна работа во нашиот град. Веќе стотина луѓе се вработени во таа фабрика, одат на обуки во Романија, во Германија, многу млади луѓе, многу инженери од нашиот град, и мислам дека тоа е единствениот начин по кој што можеме да го развиваме градот. Дополнително, таму е започната да се гради и втора фабрика од помал карактер на домашен инвеститор, тоа е на Хемомак. Што е многу важно. Ако не се лажам. Паралелно се развива. Така е, токму тоа и го зборував, дека ни треба инпут од страна, но ни треба и поддршка на приватните иницијативи кои што доаѓаат и од нашиот град или од нашата држава. И многу наскоро очекуваме исто така да започне со изградба во зоната во Каласлари и трета фабрика која што ќе работи на медицински помагал. Од друга страна, во меѓувреме продадени се сите плацеви во индустријската зона во Речани. Инвеститорите кои што ги купиле плацевите имаат одреден период во кој што мораат да ги обезбедат градежните дозволи и дополнително уште одреден период во кој што мора да ги изградат објектите и да започнат со работа. Тоа е врз база на законската регулатива. Така да очекуваме доста помали погони, помали иницијативи, некаде 20, некаде 30, некаде 50 вработувања, да никнат и во индустријската зона Речани. Трето што сакам да ви споменам во овој поглед е дека
од кога во овие година-две видовме дека ги исполнивме капацитетите и на ново проектираната зона во Каласлари, но и на индустријската зона во Речани, Општина Велес во координација со владата на Република Македонија започна со прибирање на планска документација и проектирање на нова индустријска зона во село Мамутче. Тоа е од поголем калибар. Мислам дека станува збор за 60 на хектари. Инфраструктурно е лесно изводлива таа зона, заради тоа што има асфалтни патишта практично од две страни на таа зона. Многу блиску е до магистралниот пат Велес-Штип. Има вода, има електрично напојување во својата близина, инвестициите кои што ќе ги даде општина Велес ќе бидат издржливи, возможни. И таа зона започнавме да ја презентираме на инвеститори кои што доаѓаат во Република Македонија и се интересираат да најдат локации и позиции каде би ги стационирале своите фирми. Она што нас ни е цел и на градоначалникот и на нас на пратениците и на Советот на општина Велес е Велес да го направиме конкурентен и привлечен за странски инвестиции. Има многу предности нашиот град, близу е до аеродром, практично транспортните коридори минат низ нашиот град, имаме железничка пруга, има пристаниште на 150-170 км, така да сето тоа го ставаме во насока да донесеме што е можно повеќе фирми. Сето ова е единствено со цел заради тоа што знаеме дека врвен приоритет на граѓаните на градот Велес е вработување и нови работни места. После има 10 слободни места на скалата на приоритети, па понатака и доаѓаат сите други потреби на граѓаните. Она што сакаме да направиме е да отвараме нови работни места. Паралелно со процесот на отварање на нови фабрики, очекуваме наскоро да заживее и оној процес на отварање на погоните кои што некогаш значеле индустријски развој на Велес, а сега се оставени на забот на времето. Имаме информација дека во погоните на Порцеланка треба многу наскоро да започне да работи странски инвеститор. И се очекува дека овој инвеститор би вработил околу 1000 вработувања. Значи, да ви објаснам, ние имаме веќе таков пример во градот, тоа е фабриката Брако, која што практично беше уништена, затворена, не работеше, домашен инвеститор ја превзема тие објекти и сега имаме една солидна фабрика која што представува можеби најголем вработувач во нашиот град. Она што јас го знам за фабриката Брако е дека во следниот период дополнително ќе се развива и дополнително ќе отваре нови сегменти за вработување на наши граѓани и тоа треба да се поздрави и на секој домашен инвеститор треба да му се даде исто таква поддршка каква што даваме и на странските инвеститори. Околу објектите на поранешна Порцеланка, тоа е една иницијатива која што потекна од нас, од Велес. Ние ги разгледувавме сите капацитети кои што некогаш работеле, а сега се оставени на забот на времето, се практично мртов капитал кој што ништо не продуцира. Во тоа листање на состојбите увидовме дека објектите на поранешна Порцеланка денеска се во собственост на една банка, која што ги добила како гаранција од хипотека со некој претходен инвеститор. Небитно, значи не ги спомнувам имињата заради тоа што тоа е навистина ирелевантно во моментот. Кога видовме таа состојба, во координација со градоначалникот го презентиравме случајот пред двајцата вице-премиери, Ставревски и Пешевски, пред премиерот на Република Македонија, господинот Груевски, и кажавме дека токму тие објекти представуваат реален потенцијал да се изгради одредена фабрика, односно да се искористат за одредена фабрика да почне да работи тука како браунфилд, популарно наречена инвестиција. На таа локална иницијатива од наша страна беше позитивно одговорено, ние дури понудивме и неколку опции околу менаџмент со тој имот, заради тоа што стануваше збор за имот во собственост на банка, односно приватен имот. Тоа не е имот нити во стечајна постапка, не е нити имот кој што е собственик на едно лице или имот кој што е собственост на државата. Доаѓањето на инвеститори во Република Македонија значеше и ставање на овие објекти на мапата на објекти кои што треба да ги погледнат. Има фирма со која што практично се
во многу сериозна фаза состојбите, која што се интересираше да ги откупи од банката овие објекти и тука да го стационира своето производство. Имаме политика да не кажуваме имиња, да не кажуваме конкретни рокови, се до моментот додека не се и официализира целата постапка, затоа јас ќе замолам за трпение, знам дека во нашиот град наистина се чувствува потреба и голем интерес и веројатно ќе предизвика големо задоволство објавувањето на втора голема странска инвестиција, но молиме за уште малку трпение околу ова прашање. Македонија покрај тоа што е лидер земја во регионот по ниските данъци, она по што државава се препознава однадвор е инвестициите кои што се прават во патната инфраструктура. Го менуваме ликот? Значи, јас сум прилично среќен заради тоа што сум пратеник од Велес во период кога практично не можете да излезете од градот во било кој правец да не наидете на тешка машинерија која што ви го попречува патот, но тоа е нешто што е продуктивно. Јас би споменал неколку работи. Она што представува инвестиции од државата е реконструкцијата на автопатот, кој што од Скопје до Велес заврши пред година и пол-две. Сега е во тек интензивно реконструкцијата на автопатот од Велес за Скопје. Сите оние кои што патуваме редовно, знаеме низ какви проблеми минуваме, но тоа е издржливо и стрпливо заради тоа што ќе имаме еден многу функционален и многу здрав автопат кој што ќе не поврзува со главниот град, со индустријските зони во Бунарџик, каде што исто така работат можеби повеќе од 200-300 наши со граѓани, со аеродромот, со границата кон север и така натаму. Дополнително, кога ќе го земете правецот кон Штип, исто така станува збор за сериозна реконструкција, обнова и проширување на патот за Штип. Фактички првиот експресен пат. Првиот експресен пат во Македонија. Ние сите сме ги гледале тој тип на патишта во Грција. Тоа е практично пат со 4 ленти, кој што не е ограден како автопат, е една моноструктура, но доволно широка и доволно добро поставена за да може и 4 возила да се разменат. Тоа ќе значи наше многу побрзо и подиректно поврзување не само со Штип, туку и со цела источна Македонија. Знаејќи го фактот дека Штип, Кочани и Струмица во последните години представуваат сериозни економски центри, каде што инвестиции се случуваат, каде што и приватната иницијатива е малку поизразена од она што имаме во нашиот град за жал, тоа ќе представува исто така потенцијал за економска соработка. Пола од патот од Велес до Штип ќе биде експресен пат до Кадрифаково, каде што се приклучуваме на новиот автопат од Миладиновци до Штип. Практично одењето од Велес до Штип, ако предходно било 40 на минути, мислам дека со оваа нова патна инфраструктура ќе биде 20 на минути и целата комуникација помеѓу тие два града ќе може многу повеќе да се користи. Одејќи кон југ, во тек е изградба на автопатот од Демиркапија до Гевгелија, или како го велиме ние од Демиркапија до Смоквица. Тоа е во најнапредната фаза, неодамна можевме да видиме видео, фотографија и видео нешто што од воздух. До сега немаме видено такви големи градови. Да, практично тоа ќе значи поврзување и на нашиот град директно со автопатска линија со јужната граница, со Гевгелија, ќе се избегнат оние тесни и опасни грла кои што се од Демиркапија до Гевгелија и секако тоа како инфраструктура ќе значи напредок не само за државата, туку и за нашиот град. И четвртиот правец кој што би можеле да го искористите од Велес во смисла на магистрални патишта, тоа е од Велес према Прилеп. Во текот на летово се очекува започнување на изградба на целосно нов експресен пат, повторно со 4 ленти, како што се гради за Штип, од Градско до Прилеп. Тоа значи дека ќе се избегнат сите оние тесни грла кои што се во клисурата после Росоман, ќе се избегне гужвата во Росоман заради тоа што патот е проектиран да излегува некаде кај на патарината во Градско, над Градско. Значи од тука ќе го зафане десниот правец над Росоман, над клисурата и ќе пробива на кај Прилеп. Тој пат ќе започне да се гради, реков, ова лето, ќе значи многу побезбеден сообраќај со Прилеп, ќе значи многу побрз и пократок пат за Прилеп. Со тоа се заокружува од наш аспект, од велешки аспект, дека практично сите патни правци кои што излегуваат или влегуваат во Велес, во еден момент ќе бидат во реконструкција, во изградба и во
обнова што секако верувам дека и најстарите наши сограѓани не го паметат дека се случувало било кога. Од друга страна, ако ми дозволите, би сакал да споменам дека и на локално ниво и општина Велес, и општина Градско, и општина Чашка, како еден басен на велешки општини, интензивно работеа во досегашниот период за изградба на локалните патишта на оваа територија. Тука би ги набрал патиштата за Бузалково, за Јаболчишта, патот спрема Мокрени, често одредени делници на патот спрема Богомила се реконструираат. Тука би го споменал патот спрема од Мамутчево до Иванковци, кој што се направи во голема должина и кој што представуваше целосна обнова на веќе уништениот патен правец, реконструкциите кои што се случуваат и во градот и околу градот. Сега е актуелна реконструкцијата во делот кај Башино село и во централното градско подрачје. Исто така се направија патишта спрема Виничани и спрема уште неколку села во општина Градско. Така да, кога сите овие патни правци би се ставили и би се направила математика колку пари се инвестирани во патната инфраструктура во нашата општина, во нашите општини би рекол, и сето ова навистина станува збор за огромни зафати кои што никогаш досега не сме ги виделе. За сега во градежништвото имаме 2500 работници или ангажирано 2500 македонци да работат во создавањето на патната инфраструктура. Напоменавте дека во наредниот период треба да отпочнат уште повеќе градежни работи. Тоа значи дека градежништвото ќе обезбедува работни места за многу граѓани од една страна, а од друга страна Македонија ќе направи пак и поконкурентна и попримамлива за странските инвеститори. Така е, овие две полки кои што ги споменувате се само во изградбата на патишта. Ангажирани дополнително имате огромен број на реконструкции на училишта, изградба на нови училишта, инвестиции во објекти од културата, инвестиции во здравствените објекти и така натаму и така натаму. Реконструкцијата на железничките пруги, изградбата на новата пруга од Куманово до бугарска граница, која што конечно после 15 на години започна да се гради, и низа други проекти. Она што е значајно да се потенцира е дека развојот на градежништвото, односно инвестициите, капиталните инвестиции значат две други работи. Првата е вработување на голем број наши сограѓани, а втората е создавање на инфраструктура за економски развој. Без добра инфраструктура нема економски развој. Значи, ние не измислуваме топла вода, не ја откривме Америка, гледаме како се развивале државите кои што пред 20 на години беа на слично ниво со Република Македонија. Унгарија, Чешка, Словенија, Хрватска, Словачка. Значи, тие држави изградија добра инфраструктура, привлекоа странски инвестиции и тоа е единствениот пат по кој што може да се развиваат економиите на државите кои што останаа после распадот на социјалистичкиот систем. Затоа фокусот и на владата и на нас како политичари од Велес е токму во тој правец. Низ лобирање, низ аргументирање, низ објаснување да привлечеме што е можно повеќе инвестиции во нашиот град, да ја обновиме, да ја реконструираме и да изградиме нова инфраструктура во и околу нашиот град и исто време да привлекуваме нови странски, но и да даваме поддршка на домашните инвестиции. Тоа е единствената патека. Нема друга патека по која што може да се развива економијата и да се подобрува животниот стандард на граѓаните. Значајна е соработката помеѓу централната и локалната власт. Кои се проекти во иднина можеме да ги очекуваме кога станува збор за општина Велес и соработката на општината Велес со централната? Исклучително е значајна таа соработка. Јас би набројал неколку проекти кои што без таа соработка немаше да бидат реалност во нашиот град. Забрзувањето на изградбата на браната во Лисич, која што паметите 15 на години се градеше, во само 2 години се заврши поголем дел од работата, повеќе од 50%. Беше плод токму на соработката помеѓу би рекол општините од овој басен, политичарите од тука и лобирањето во владата на Република Македонија. Изградбата на театарот, на новиот театар, кој што представува еден од најубавите објекти не во нашиот град, туку во Република Македонија. Исто така е плод на таа соработка и комуникација која што имаме со владата на Република Македонија. Ќе ве потсетам на едно страшно прашање кое што помалку и имам чувство дека го забораваме, тоа слечиштето Рамина. Без директна интервенција од државата, тоа слечиште ќе не можеше да биде стабилизирано
онака како што е стабилизирано во последните 6-7 години. Доделувањето на стадионот на општина Велес, а после тоа и реконструкцијата на градскиот стадион исто така е во соработка со владата на Република Македонија. Финансиската поддршка која што е најавена да ја добие општина Велес во смисла на инвестициите што ги направи општината во индустријската зона Каласлари исто така е плод на таа соработка. Огромниот имот кој што владата на Република Македонија го додели на општина Велес исто така е плод на таа соработка. Она што ново би можел да го соопштам денеска е имаше неколку информации, но еве и малку поофицијално, малце посериозно да најавам изградбата на нова клучка за излез од Велес, која што ќе се гради кај езерото Младост и ќе биде клучка која што ќе овозможи приклучок на автопатот Велес-Скопје. Со таа клучка ќе има многу позитивни ефекти. Прво, ќе се заокружи сообраќајното решение околу езерото Младост. Сите оние кои што би доаѓале од Скопје и веднаш би можеле да се вратат кон Скопје без при тоа да имаат потребу уште десетина километри да влегуваат до градот за да се приклучат по автопатот, ќе ја користат таа клучка, што ќе значи дополнителен импулс за развојот на туризмот на теренот околу езерото Младост. Втора работа, целата територија околу езерото ќе стане многу поатрактивна за изградба на индивидуални стамбени објекти, што дополнително ќе значи развој и инвестиции во општината. И трета работа, голем дел од градот кој што еве гравитира на делот на нова населба, тунел, подрачјето околу гимназија, ќе може да ја користи таа клучка која што ќе биде полесна и подиректна за приклучување кон автопат одејки кон Скопје, без потреба да се мине низ целото градско подрачје, практично да се оди прво јужно, па да се враќа северно, приклучокот ќе оди по делот околу од Шорка, патот Шорка, Башино село каде што сега се реконструира и ќе оди приклучокот кон автопатот. Ќе се искористи делот оние стубови кои што останаа од времето за еден друг пат што беше планиран, патот од Велес за Прилеп, кој што никогаш не се направи, но целокупната инвестиција околу овој проект по проектната документација ќе е некаде околу 1 милион евра. И кога би можело тоа да се очекува да започне? Очекувањата се дека оваа година ќе започне да се работи на клучка, на новата клучка за излез од Велес. Кога станува збор за развој на туризмот во Велес, езерото Младост е еден од објектите кој што е водечки во таа насока. Неколку плацеви веќе се и продадени за изградба на хотели и на мотели. Сметате ли дека ова ќе биде дополнителна мотивација за можните инвеститори што поскоро да започнат со градба, имајќи во предвид дека општината вложи огромни средства за изградба на водоводна и канализациона мрежа? Така, во соработка со Светска банка се изгради водоводна линија. Тој проект започна од претходниот градоначалник, заврши, го реализираше проектот сегашниот градоначалник на општина Велес и тој проект исто беше со гаранција од владата спрема Светска банка и беше во соработка со Министерството за финансии. Инфраструктурно практично езерото е доста солидно, со изградбата на оваа клучка ќе се поврзе и патната мрежа. Ние како велешани или како општина Велес треба да бидеме свесни дека тоа езеро се наоѓа на едно централно подрачје и околу него има 4 големи и неколку помали градови. Значи, на 35 километри е Скопје, но на 35-40 километри е Куманово, вториот по големина град во Република Македонија. На 40 на километри од тоа езеро е Штип, еден од поголемите градови, и на 5 километри е Велес. Вкупното население, да не ги дополнувам, нели, Неготино, Кавадарци, Свети Николе и други помали градови и општини кои што гравитираат тука и кои што ова им е најблиско езеро кое што го имаат околу своите градови, станува збор за градови, населени места во кои што живеат повеќе од можеби 700-800 илјади граѓани. Тоа е силен потенцијал, брендирањето, изградбата, инфраструктурата, понудата представува предизвик во кое што треба да се комбинира и иницијативноста од државата преку инвестиција во патната инфраструктура како оваа клучка што е споменав, инвестиција
на комбинирани проекти од општината и владата како водоводната инфраструктура, но и плотна иницијатива на приватните инвеститори. Знам дека неколку плацови за изградба на мотели и ресторани се продадоа на Велешкото езеро, кога ќе започне да се градат навистина, не знам да кажам, но и тие сигурно имаат обврска во согласно со закон дека во одреден период мораат да започнат со изградба. Знам дека општината планира и нови делови околу целото тоа езеро да ги урбанизира, во теке и урбанизација, односно припремање на урбана документација. И како ќе бидат припремани тие документации, ќе бидат понудувани нови и нови парцели за изградба и на угостителски објекти и сместувачки капацитети, но индивидуални објекти за домување или за викенд населби кои како ќе си го проектира својот живот. Кога сме кај работата на локалната самоуправа и она што се однесува на Велес и на Велешани, би сакала да го слушнам вашето мислење околу информацијата дека Велес е една од ретките општини која што повторно го има стандардот ISO 9001-2008. Па не само тоа, последниот сертификат, да. Не само тоа, јас навистина значи не само заради тоа што имам добра соработка со луѓето во општина Велес, туку и заради тоа што ја гледам динамиката со која што работат. Мислам дека подобар состав на луѓе кои што ја раководат нашата општина во последните 20 на години сме немале. И отвореноста нивна за соработка и со пратениците во собранието и со владата на Република Македонија дополнително носи напредок и на општината како институција, но и на целиот град. Знаете, оние сертификати кои што ги добива општината, ако не се искористат во насока на граѓаните, ќе бидат мртво слово на хартија, како викаат старите. Но добро е што не е само тоа. Добро е што општината покрај исполнување на многу такви стандарди. Општина Велес покрај овој стандард, сеќавате дека пред 2 недели беше прогласена за најтранспарентна општина во Република Македонија, што сигурно па вас на новинарите ви значи, но им значи преку вас индиректно и на сите граѓани. Значи, добивање на информации, постапки, иницијативи, кога се гледаат урбанистички планови, оние консултации кои што градоначалникот и претседателот на советот ги прават со местните заедници околу програмирањето на буџетските трошења, контактите со спортските клубови, со културните работници. Предходно, исто така, општина Велес беше прогласена за општина со најдобро бизнис опкружување, односно една од општините со најдобар потенцијал за развој на бизнис. Така да, сите тие сертификати се потврда за ефикасноста во работата на општината, но се и добар џокер кога пак ние ја презентираме општина Велес како потенцијално место за привлекување на странски инвестиции. Што станува збор за добро искоординиран тим кој што ја раководи општина Велес и тие имаат целосно мојата поддршка. Република Македонија се наоѓа во еден период кога има наметната политичка криза. Колку таа криза би можела да влие врз економијата? Влијае и тој е најжалниот елемент од целата оваа криза или најстрашниот или елементот за кој што политичарите требало претходно да размислуваат пред да влезат во вакви сулуди сценарија. Ние за прв пат имаме пат на извозот како држава, после неколку години, за прв пат имаме пат на индустриското производство, за прв пат имаме стагнација во приватната иницијативност. Еве, тргнете во вашето обкружување. Ако некој планирал да инвестира во реконструкција на станот, малце во еден период, луѓето решија да подзастанат, да подразмислат, да видат како ќе се развива политичката криза, дали е возможно да има одредени конфликтни ситуации или сето тоа ќе заврши на нормален начин. Истото тоа значеше и веќе донесени одлуки за инвестирање во Македонија да бидат ставени на стендбај. Значи, има неколку фирми кои што веќе имаат донесено одлука за инвестирање во Република Македонија, но заради политичката криза решија да почекаат да видат каков ќе биде развој. Ако било која од тие странски фирми кои што планирале да отворат фабрика во Македонија се откаже од градењето на фабрика заради политичката криза, ќе значи дека една политичка партија или еден лидер на политичка партија е одговорен за тоа што во Македонија нема да се отворат 1000 работни места или 500 работни места или 1500 работни места, односно на 1000 луѓе, на 500 луѓе, на 1500 луѓе им еускратена можноста за подобар живот, за подобар стандард и за развој. Жал ми е што Република Македонија има такви политичари кои што се спремни
да го ризикуваат и тоа, да го стават на коцка и тоа, се со цел да привлечат внимание, да направат хаос во државата и евентуално во таквиот хаос да се надеваат дека без поддршка од граѓаните, без избори, без програма, без проекти, без кредибилитет на претходно сработеното, може да добијат некоја функција во власта, некое министерство или целата влада. Она што ние треба да го имаме како предвид е дека власта и одговорноста се дава на избори. Нашите граѓани во Велес на избори гласале за програма и за луѓе кои што се обврзале дека ќе ја спроведат таа програма. Значи, било да станува збор за градоначалникот, било да станува збор за советниците или за пратениците од нашиот град. Ние сме излегле на повеќе од 50-60 средби со граѓани во тек на изборна кампања. Во сите делови на градот, во сите населени места во градот, на централен митинг тука во градот и не сме зборувале за ништо толку многу колку што сме зборувале за нашата програма што планираме да ја реализираме во мандатниот период за кој што се надпреваруваме со нашите политички опоненти. А нашиот кредибилитет врз база на претходно реализирани проекти како овие што ги зборувавме е гаранција за граѓаните дека тоа што го ветуваме за следниот период во најголем дел 90%, 95% може и да се реализира, односно сме покажале дека она што ќе го кажеме стоиме до него и се бориме да го реализираме. И сега сето тоа треба да биде поништено. Сето тоа треба да речеме дека не важи. Победата на градоначалникот на избори во Велес со 4000 гласа разлика треба да не важи. Победата на пратениците со 2:1 практично сооднос во МРДПМ во Велес имаше близу 19.000 гласови, сада се имаше околу 10.000 гласови. Сето тоа не важи. Сите тие 19.000 луѓе не знаеле што прават, се неписмени, неуки, не разбираат, им се испрани мозоците и немаат право да одлучуваат како мислат дека треба да се развива нивниот град. Значи ние имаме проблем во дефект кај луѓе кои што не разбираат како функционира плурализам, повеќе партиски систем и демократија. Ние не смееме политиката да ја ставаме како работа од која што зависи животот или смртта. Фала му на Господ, во нашиот град сме немале политичка тензија, никогаш, сме немале политички инциденти, сме немале непријатни односи помеѓу политичарите во нашиот град. Ние успеваме тука не само како политичари, туку и генерално луѓето ни се такви. Многу мек, културен и разумен однос да воспоставиме меѓу нас, кои што некогаш одели на штета на нас, на луѓето кои што сме во политиката. Не сите политичари во Република Македонија гледале позитивно на тоа што пратеникот Илија Димовски имал добри контакти со луѓето од СДСМ во Велес, со пратениците од СДСМ од Велес, со раководството, средби, претходните градоначалници. Јас често сум бил во канцелариите на општина Велес, кога и таму не беше градоначалникот од ВМРО-ДПМН, сум се интересирал за проекти, сум се јавувал по министерства да помогнам околу реализација на тие работи. И мислам дека токму примерот на нашиот град, начинот како сето тоа може да функционира, е пример кој што треба да го следат и политичарите на државно ниво. Нема повисока цена од мирот, стабилноста и економскиот развој. Ако има политичари кои што се спремни да го ризикуваат тоа, тие се неурачунливи и луѓе кои што може да предизвикаат било какви инциденти. Затоа сега не одлучуваме за некоја типична политичка криза во која што едниот е крив или другиот не е крив. Одлучуваме за тоа како ќе се развива нашата држава во иднина. Дали ќе дозволиме и понатаму политичари без свест и совест да се плеткаат на политичката сцена или прво тие ќе научат лекцијата, а стандардите за кои што треба да работиме ни се дадени нама од страна на Европската Унија и треба еден по еден во многу нормална постапка, но таа постапка секако да не биде долга, да ги реализираме заради тоа што тие стандарди ќе значат уште подобро функционирање на системот во Република Македонија. Евидентно е дека за неколку месеци ќе имаме нови предвремени парламентарни избори. Иако на Македонија не и беа реално тие потребни. Евидентна е и поддршката која што ВМРО-ДПМН, партијата од која што вие доаѓате, нели ја има од граѓаните. Кои се вашите очекувања од следните избори? Значи, реално погледнато од страна на граѓаните, навистина нема потреба од
од предвремени парламентарни избори, но погледнато од страна на функционирање на систем и потреба од уште една потврда на легитимитетот на владата, во ред, ние никогаш не сме бегали од изборно соочување, напротив, неколку пати досега ние бевме иницијатори за предвремени избори во Република Македонија, заради тоа што знаеме да процениме дека изборите не се добиваат во 1 или во 2 месеци. Значи, ако сакате можете на луѓето да им ветувате брда и планини, ако сакате на глава можете 15 септември го целиот град можете на раце да го поминете. го памтиме И да ветувањето. им ветувате на граѓаните. Ако луѓето не гледаат дека тој што е кандидат работел посветено, бил присутен во градот, бил иницијативен, овозможил да се придвижат работите. Бидејќи нашите граѓани, да подсетам, паметат какви беа времињата кога и биравме и пратеници и градоначалници кои што не можевме да ги видиме цел мандат да се појават во нашиот град, освен во нивните сопствени фирми и фабрики. Никаква иницијатива, улица не се реконструираше, камоли вакви магистрални правци за кои што зборувавме, и од тој аспект и од аспект дека сме се труделе да помогнеме на секој еден човек кој што побарал помош од нас. Не сме успеале спрема сите. Тука сакам да бидам многу чесен и многу одговорен. Не сме успеале да помогнеме на сите. Не дека не сме сакале, туку некаде не сме можеле реално, некаде законите не ни дозволувале да повлекуваме потези кои што би биле спротивни на законите, а би им помогнало на граѓаните. Но во секој случај, сигурен сум дека граѓаните на нашиот град успеваат да видат и да споредат што значело неодговорни политичари и што значи одговорни и достапни политичари. И од тој аспект јас немам никаква дилема околу резултатот на парламентарните избори, ако сакате и општо и генерално во Република Македонија, но и посебно во градот Велес. Ние сме спремни да се соочиме. Се надевам дека следната кампања ќе биде кампања во која што ќе сочиме програми, идеи, проекти и иницијативи кои што ќе значат дополнителни инвестиции во нашиот град, дополнителни работни места, а не кампања во која што ќе треба лично да се навредуваме, да се напаѓаме, да се омаловажуваме. Како ќе биде, зависи од сите. Ние нашиот дел одговорно ќе го држиме на принципите на кои што и досега сме работели. Господин Димовски, јас ви благодарам за вашето вечерешно гостување. Се надевам дека и во иднина ќе бидете чест гостин во ова студио, имајќи во предвид дека како пратеник во Република Македонија многу пати граѓаните очекуваат да ве видат и на телевизиските екрани во регионалните телевизии. Јас уште еднаш би сакал да ви се заблагодарам на поканата за ова интервју и еве на крај на емисијата да го честитам или да ви пожелам успех во работата. Во оваа телевизија сум прв пат гости. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за тоа што и овој пат бевте заедно со нас. Гледајте не и во реприза, а по 7 дена повторно имаме нов гост. Пријатно.